Здраво овни, ова ќе бидат вашите кратки пораки, тарот пораки за февруари 2026. Како што кажавме, кратки се ова пораки, затоа нема да должиме, директно преминуваме на она што треба да биде кажано. А прво што треба да биде кажано за вас овните е дека вие повеќето од вас легувате, односно започнувате нешто и ова нешто не е нити случајно, нити изненадно, туку ова нешто е нешто на која вие сте посветиле многу време за да откриете детали. Сега може да биде се, нели? Може да биде во било кој аспект од животот, за некој од вас е љубовта, за некој е работата. Ако е љубовта, да речеме, може би започнувате врска со човек на кој претходно вие сте го, како под некој тест може сте го ставале, да видите дали навистина е човекот кој се представува личноста, може маж, жена, се да биде, зависи за кого зборуваме. Како под некој тест постојано сте го ставале, сте ја ставале оваа личност и сакате да истражите буквално се за оваа личност. Или може би само сте се распрашувале кај други луѓе, дали оваа личност е таја која се представува. И кажав, едноставно многу време сте посветиле вие да откриете нешто, многу работи за оваа личност. Ако е во работата пак, вие сте истражувале многу во врска со компанијата каде што сега сакате да работите. Може би сте прашувале поранешни вработени. Не знам, може се да биде, одно што сакам да го кажам е дека влегувате во нешто на кое претходно многу време посветувате да истражите. Може би пак не е нешто ново, може би е веќе нешто што се одвива во вашиот живот, работата, љубовта, кариерата, и овде вие некако да немате доверба. Зашто ако е во љубовта, едниот од вас овде соголен до гола кожа. Буквално се што е во врска со него, со неа, се е на видело, се е јасно како ден. А другиот од вас, сега не знам кој сте кој во врската, меѓутоа другиот од вас некако како да се повлекува, како да не сака да каже се, како да не може да сподели се. Или пак едноставно се работи за немање доверба, па не може да биде искрен. Нешто такво ќе се случува во февруари во вашите приватни животи, овни. Следната порака за вас овните е ситуација во која многу овни ќе добијат на некакво обложување. Вие сте се обложиле со некого за нешто и сега ќе бидете вие победникот во тој облог. Може со пријател, со партнер, било каде, може пак и во игрите на среќа негде ќе се обложувате и ќе добиете, ќе победите, не знам како оди тоа, меѓутоа јас гледам дека во некои ситуации каде што се поврзани со обложување или пак со игри на среќа, или пак ситуации во работата, воопшто, секаква ситуација може да биде, каде што ќе биде прочитано вашето име. Вие сте добитник на нешто, ќе освоите нешто, ќе победите ли во некој надпревар. Нешто такво каде што јас гледам дека вашето име ќе биде прочитано. Вие ќе го видите вашето име некаде на некоја листа за добитници. Или пак на работа, нешто успешно ќе завршите и вие ќе си го видите вашето име на листата за најуспешните. Нешто во тој смисол, како да, убава порака. Доколку не играте игри на среќа, еве, играјте, ова е добар месец за вас. А некои од вас овни пак успешно завршувате некоја работа која сте имале започнато, може се да биде нешто во домот, може работевте на некоја ситуација
реновирање, не знам, уредување некакво, завршувате, да, тука уште има работа, не може да кажеме дека целиот проект е завршен, меѓутоа, еден добар дел од некоја работа вие во февруари завршувате и сте многу среќни за тоа, затоа што успешно ја завршувате. Значи, се што треба да завршите во февруари, ќе биде и навреме завршено, ќе биде и со успех завршено и вие гледам сте спокојни, задоволни и многу успешни. Следно што можам да го кажам за вас овните е ситуација, у вас притежно повеќето пораки за вас овните во февруари не се некои големи, не се некои драматични, меѓутоа сепак ситници. Такво чувство имам дека февруари за вас ќе биде месец на кој малите нешта ќе бидат многу поубави за вас, многу позначајни, ќе се радувате на помали нешта, така и овде вие сте во една многу убава ситуација, многу убава атмосфера, со блиски, со роднини, може би сте вклучени во февруари во некакви работилници, каде се вашите деца, па вие во тие работилници нешто креативно треба да правите, а во истото тоа време и се забавувате, и уживате, се чувствувате како дете повторно. Гледам некакви ситуации како подмаски во убав смисол, да, не ова 1 април е далеку, замаскембали, меѓутоа може би си приредувате такви некои забави, такви некои интересни ситуации со вашите деца, со пријателите, заедно вклучени со сите деца и се забавувате, креирате нешто, стварате нешто. Во секој случај многу убави моменти на опуштање, каде сте безгрижни, каде може да уживате, да се пропуштите, ако сте повозрасни, не мора да се децата, може да се внуците, па со внуците нешто сте вклучени, па правите нешто, буквално со вашите раце стварате, работите на нешто креативно. Многу убава, едноставно една убава детска и лесна енергија ќе ве прати во февруари на ова поле. Може би пак, ако сите вие не се пронаѓате во оваа порака, што ја кажав досега, може би е нешто поврзано со прослава, славите, мали работи, меѓутоа уживате во тие мали работи и ги славите, сакате да дадете големо внимание на малите работи во вашиот живот и си се забавувате со најблиските, со пријателите, во љубовта, со партнерот. Може би ќе патувате на некакви викенди заедно со други парови, други пријатели. Во секој случај многу забава и многу лесна енергија во февруари. И сега следната порака овне е порака каде вие имате многу вие сте овде ставени пред многу можности за избор. Најверојатно треба да донесете некаква одлука, меѓутоа сега избирате од преголем број на можности. Нешто треба да се одлучите, не знам, за секого е различно, но имате многу голем број на можности и може затоа и не знаете зашто да се одлучите, затоа што се тоа ве збунува. И меѓутоа не сакате никој да ви се меша, вие во февруари ќе сакате одлуката да ја донесете сами и апсолутно сами, никој друг да не ви даде ни сугестија, ни совет, нити да ви се меша во одлуката и ќе си земете време за себе за да си донесете одлука во врска со ова. И сега за некои други ова е нешто сосем друго, вие пак некои други овни сте препуштани во февруари на вашите фантазии. Ќе се препуштите максимално и целосно на вашите фантазии. Може би Нептун ќе има влијание во сето ова, влегува во вашиот знак, нели, ќе потрае и ќе направи големи промени и вие ќе го почувствувате тоа веќе во февруари и тоа добро, затоа што гледам дека сте препуштени на вашите фантазии.
Она што е многу важно е да знаете до каде треба да одите, затоа што некои од вас гледам дека ќе сакате и да се изолирате и да бидете сами и само да живеете во вашиот свет на фантазија, нешто вие што сакате многу да си го замислувате. Кажа, внимавајте, затоа што мора понекогаш и да излезете од тој свет и малце појасно да ја гледате реалната ситуација, реалниот свет. А некои од вас пак ќе се препуштите максимално на вашите љубовни фантазии со партнерот. Значи, еден добар дел во февруари веќе бидете максимално посветени едни на други со партнерот во љубовта. Ќе уживате буквално и ќе си ги остварите најверојатно сите ваши љубовни, сексуални и било какви фантазии. И тоа е супер, уживајте, тоа е еден убав период, лесен, очигледно февруари месец, овој февруари се извинувам, каде што и можете буквално да се препуштите на сета ова енергија. И тоа е тоа, да, околу таа карта. И последната порака за вас овни е дека вие овните ќе пристигне до вас некаков глас од некаде, некаква вест дека можеби сте добиле нов член во поширокото семејство, можеби керка, внука, син, нели, може да биде и тоа. Дека има принова во вашето пошироко семејство, вие ќе се радувате на сето ова, убава повторна енергија. Воопшто, значи февруари, многу добар месец за вас. Доколку пак нема ништо во ова нема да се случи, не очекувате вакво нешто, тогаш очекувајте една убава понуда од некого, една убава љубовна понуда, може е ново, верувам дека ќе биде нешто ново, до сега што не се случувало, нова некоја понуда која ќе ви ја стопли душата и тоа навистина ќе ви ја стопли душата, затоа што овде станува збор за искрени чувства, вистинска љубов и многу добри намери. Ќе биде сепак нешто ново, ќе биде нова вест, можеби на работа, ако не ви интересира љубовта или нешто такво. За вас другите овни, тогаш нешто е во работата, нешто ново, некаква убава ситуација, некој нов проект, некакво унапредување или пак можеби зависи што работите, нови клиенти можеби, Ќе се чувствувате навистина успешни овој месец, затоа што доаѓаат нови ситуации. И сите овие нови ситуации ќе ви помогнат во постоечката ситуација, како да си ја подобрите, како да финансиски да станете посилни, помоќни, воопшто, едноставно сте многу некако позадоволни заради сета ситуација што се случува во вашиот живот. И во љубовта, повторно ќе повторам, многу убави. Доколку не е нешто ново, не очекувате ново, тогаш веќе во постоечката ваша врска, во бракот се случуваат многу убави моменти, многу љубов некако ќе се пружат едни на други овој месец. И се е така убаво во февруари. Па, драги мои овни, тоа е тоа за сега. Се надевам уживавте. До следното видео. Чао, чао!